Кратки најави за денес. Туристичкиот сектор стравува од уште една тешка сезона поради кризата во Украина. Светот го одбележува денот на ретките болести. Анализите покажале подобрување на квалитетот на водата на Мазија на критичната точка, но надлежните не откриваат како трајно ќе го решат проблемот. Планинската спасителна служба со специјална опрема за хеликоптерско спасување. Од полноќ ново поскапување на горивата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес претежно облачно, ветровито и студено време со измерени максимални 4 степени Целзиусови. Во текот на вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд и снег кои во текот на ноќта ќе преминат во снег. Во вторник над најголем дел од Европа стабилно со зголемена облачност. Ќе биде релативно топло за овој период од годината. На крајниот запад и над Балканот нестабилно со врнежи од дожд и снег. Утре во централните и јужните делови на Балканот времето нестабилно со врнежи од дожд, ветар и ниски температури. Во север и исток стабилно со зголемена облачност. Максималните дневни на Балканот од 0 до 10 степени Целзиусови. Врнежите од дожд и снег кои во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе започнат во Македонија, ќе продолжат и во вторник во утринските и предпладневните часови. Врнежи од дожд и снег ќе доминираат секаде освен во Гевгелиско-Валандовскиот регион каде ќе има врнежи од дожд. Попладне врнежите ќе престанат. Минималните температури ќе бидат од -8 до +2. Дневните температури од -2 до 6 степени. Во Охрид во вторник облачно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури. Попладне врнежите ќе престанат, а минималната температура -2, дневната само 2 степени. Во среда во Охрид ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, има измерени максимални 4 степени, а во четврток студено утро, температура од -4, за во текот на денот времето да биде претежно сончево со температура до 7 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и максимална температура од 7 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Дуел 1,9 литри 155 денари. Шампон Глис 400 мл 159 денари. Чипси 150 грама 55 денари. Солета печен пршут 299 денари. Грчка павлака 150 грама 35 денари. Грчка павлака 170 грама 35 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Војната во Украина ќе ја продлабочи економската криза и директно ќе се одрази врз туризмот во Охридско-Струшкиот регион. Изминатите 2 години Охрид го посетуваат голем број туристи од Украина. Доколку продолжи војната, ќе се намали бројот на туристи, но и нивната куповна моќ. Воената состојба во Украина ќе ја продлабочи глобалната економска и енергетска криза.
а како последица на тоа и туризмот ќе претрпи огромни штети, сметаат туристичките работници од Охридско-Струшкиот регион. Според нив, војната во Украина ќе се одрази и кај нас, не само по бројот на туристи кои беа традиционални во овој регион, туку и врз нивната куповна моќ. Секако дека ќе се одрази, значи не е само на бројот на туристи кои би дошли или не би дошле од овие држави, се одразува на тој начин што сите енергенци поскапува све, цените не може да ги задржиме и се намалува моќта на секој турист од било каде, од било која држава, нели да потроши и да излезе надвор од своето место да направи одмор, пример од 15-20 дена, вака ќе треба да направи 5 дена, ако би дошли. Куповната моќ се намалува во народот, све се плаќа многу повеќе, многу по 2 пати, по 3 пати повеќе од реалното што кошта и е многу тешко нели за нас да направиме цени со кои би можеле да бидеме нели атрактивни и да направиме обрти, да наплаќаме и минимални плати и скапа струја и скапи производи. Значи секако производот дека ќе биде многу поскапен од минатите години. Украинските туристи пред кризата имаа голем интерес за летување на брегот на Охридското езеро. Сега неизвестноста е голема, велат од Сдруженијето на туристички водичи. Најголем дел од нашите колеги, па вклучително и јас, како туристички водич, минатата и предмината сезона, воглавно украинците беа еден клиентела која што беше присутна во Охрид, доаѓа директно како договор со локални туроператори, туристички агенции, но исто така доаѓа и преку туристички агенции од регионот, од Албанија. Албанија важи како една летна туристичка дестинација која што успеа да привлече еден голем број на клиентела од Полска, од Холандија, исто така и од Украина. Па тоа е еден дополнителен проблем кој што понатака да се надеваме дека нема да ескалира и дека за брзо ќе дојде до примирие и ќе се затиши ова состојба, бидејќи доколку се развие понатаму војна помеѓу Русија и моментално е војна, но доколку тоа ескалира, верувајте, последиците би били незамисливи. Иако се наоѓаме многу далеку, ќе бидеме директно тангирани и едноставно ќе се соочуваме со дополнителни загуби. Туристичките работници стравуваат од раст на инфлацијата, бидејќи според нив Македонија не е подготвена да се справи со дополнителна криза. Ние ќе се соочиме со еден инфлацијата ќе биде на многу повисоко ниво отколку што е моментално, бидејќи моментално се соочуваме со една енергетска криза, но замислите енергетска криза компарирано со воена криза, тоа се две различни работи. Во војна се е дозволено. И тука ќе почнат да функционираат и воените профитери, ќе има недостаток од намирници и така натака, значи и самата држава нема да може да го најде крајот на оваа состојба. Моментално Република Македонија не е подготвена за дополнителна политичка ескалација, односно да има војна колку и да е далеко од тука, но сепак кога веќе ги имаме тие туристи кои доаѓале, сепак било близко. Доколку има потреба, хотелирите на брегот на Охридското езеро велат дека се подготвени да ги отворат вратите за бегалците од Украина. Денеска светот го одбележува 28 февруари, денот на ретките болести. Во текот на цел месец февруари охриѓани се сплотија преку бројни активности посветени на лицата со ретки болести. Во рамки на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Февруари беше месец на боите на ретките, во кој беа осветлени бројни објекти и локации, промовирање на 4-та ретка поштенска марка, бројни насмевки, обоени дланки и поддршка од институциите.
Ученици, родители, наставници од основното училиште Глигор Прличев од Охрид со дводневен хепенинг се обединија за поддршка на лицата со ретки болести заедно кон иста цел – грижа и еднаквост. По иницијатива на Советот на родителија во соработка со директорот стручната служба наставничкиот кадар, ученичкиот парламент и родителите беше реализиран проектот Реткоста инспирира. Беше одржан хепенинг во училишниот двор насловен Петка во боја, во кој учествуваат децата со музички точки и родителите кои ги обоија своите дланки и оставија отпечаток на зидот на училиштето. Наставничкиот кадар работеше околу тоа да им долови на децата што всушност значи да си редок, што всушност треба да се направи за да бидеме сите еднакви исти и каква е улогата воопшто на детето или ученикот во една ваква ситуација. Само за 5% од ретките болести има некаков лек. Токму таа дланка или петка во боја, што ја има над зидот зад мене, ја дава поддршката од родителите на основното училиште Григор Прличев. Одзивот од родителите и поддршката беше навистина голема, што јас сум многу задоволен како председател на Советот на родители. Најмладите со своји точки на посебна музика, со убави пораки од музичкиот дел, дадоа се од себе за тој хепенинг навистина да изгледа онака како што треба и да го добие вистинскиот сјај. Со многу љубов, креативност и оригиналност, нашите ученици, наставници и родители покажаа дека човечкото срце чука исто кај секого и дека секогаш е утешно кога знаеш дека некој те разбира, велат од училиштето. Во активноста Напиши порака обој срце на 1000 ученици од 54 оделенија твореа на тема Реткоста инспирира и напишаа пораки за поддршка на лицата со ретки болести. Пораките беа, можете и самите да ги видите, што ќе ви бидат и објавени на страната на Григор Прличев, беа стварно пораки од срце до децата. Малите, дури малите кои што не можеа да пишуваат, цртаја и мислам дека тоа беше еден момент каде што сите треба ние да го забележиме и да сватиме дека без децата, без поддршката од децата и од родителите, од сите не можеме да одиме напред. Националната кампања изминатиот месец ја поддржа огромен број државни и локални институции, единици на локална самоуправа, училишта, организации, предпријатија, здравствени организации, бројни групи и поединци кои силно застанаа зад лицата со ретки болести. Испраќаме огромна благодарност до сите кои се ретки по нивната добрина и кои помогнаа секој на свој начин гласот за ретките да стигне уште подалеку и да бидат уште повидливи и погласни, со надеж за подобро утре, на времена диагноза, пристапност и достапност на лековите за ретки болести, да застанеме само на момент колку да земеме здив, бидејќи утре е нов ден, а нашата борба продолжува, порача носителот на проектот ги запознаваме ретките болести, охриѓанката Гордана Лолеска. Централниот настан за одбележување на Денот на ретки болести денеска се одржа во Скопје во организација на Сдруженијето Живот со предизвици. Во рамки на настанот беше промовирана нова поштенска марка посветена на ретка болест. Според регистарот за ретки болести, во Македонија заклучно со декември 2021 година има регистрирано вкупно 652 лица со 70 различни ретки диагнози. Се подобрува квалитетот на површинската вода на критичната точка во каналот Студенчишта. По вклучениот аларм од екологистите на СОС Охрид, Центарот за јавно здравје направил 2 последователни контроли, кои покажале намалување на загадувањето на водата. За разлика од нивната транспарентност за проблемот од Општинскиот инспекторат за животна средина МОЛК, за тоа што е преземено за трајно решавање на долгогодишниот проблем со отпадните води кои завршуваат во каналот на потекот кај Сидрилиштето. Се подобрува квалитетот на површинската вода од критичната точка на Студенчишкиот канал, каде што подолго време се излеваат отпадни води. Ова е одговор од Центарот за јавно здравје за долгогодишниот проблем, кој ги загрижува екологистите и граѓаните, а јавното предпријатие Нискоградба никако трајно да го реши проблемот. Пред скоро еден месец беше последниот аларм на Охрид СОС за еколошкиот проблем. Екоактивистите бараа итно решавање, инспекцијски надзор на терен, утврдување на степенот на загадување и предизвиканата штета. Предложија градоначалникот Кирил Пецаков да иницира итна средба со релевантните субјекти, да се утврди причината на проблемот, да се преземат мерки за запирање на загадувањето на езерото кај местноста на Мазија.
Исто така побара институциите да направат акцијски план со временска рамка за решение на проблемот, транспарентност на одлуките, мерките и активностите за кои што општината редовно да ја информира јавноста. Од 25 јануари до денес молку од општинскиот инспекторат за преземените активности. За овој сериозен еколошки проблем не добивме одговор од локалната за тоа што било утврдено при инспекцијскиот увид, ниту за тоа што ќе преземат во иднина надлежните за лоцирање на причините за излевањето на отпадна вода и решавање на проблемот. Побаравме одговор од Центарот за јавно здравје, дали зеле мостри за испитување на квалитетот на водата и што констатирале на посочената критична точка во долниот дел од каналот. Добивме одговор дека на 26 јануари веднаш излегле на терен заедно со општинскиот инспектор за животна средина. Бил земен примерок од водата кој што покажал дека водата која истекува во долниот дел од каналот е од 5-та категорија. Испратиле препорака до јавното предпријатие Нискоградба да преземат мерки за да го спречат понатамошното излевање на отпадните води. Една недела подоцна, новото испитување на квалитетот на водата покажало дека водата се подобрува и од 3-та категорија. Ново испитување на површинските води од оваа точка планираат за месец март. За да не ја загрози животната средина, водата која се влева во езерото треба да е од 2-та категорија, информираат од Центарот за јавно здравје. Посочува дека Центарот прави контроли на квалитетот на површинските води на езерото вообичаено од 15 мај до 15 септември. Планинската спасителна служба се опреми со специјализиран сет за хеликоптерско спасување, кој поседува високи перформанси за безбедност. Благодарение на оваа опрема, како и соработката со хеликоптерските единици од армијата и полицијата, во иднина ќе можеме ефикасно да делуваме во прекуграничниот регион, велат од Планинската спасителна служба. Планинската спасителна служба од Охрид се опреми со специјализирани мултифункционални носилки и средства за имобилизација, првенствено наменети за хеликоптерско спасување, но кои може да се користат и во случај за спасување од технички комплексен терен. Потребата од специјализирана опрема за хеликоптерско спасување Планинската спасителна служба ја увидела по воспоставувањето на соработката со армискиот воздухопловен винг и реализацијата на интензивните заеднички тренинзи минатата година. Сетот се состои од мултифункционално носило за транспорт на повредени во сите услови на технички терен со систем за подигање со хеликоптер, заштитна вреќа за најкомплексните хеликоптерски интервенции и вакуум душек за имобилизација, како и систем за спречување на ротации кои ги предизвикува потисокот на хеликоптерот. Опремата е од реномираниот италијански бренд Конг, кој представува лидер во светот на иновативните технологии за усовршување на опрема за спасување и истата ги исполнува највисоките критериуми за безбедност. Благодарение на оваа опрема, како и соработката со хеликоптерските единици од армијата и полицијата, во иднина ќе можеме ефикасно да делуваме во прекуграничниот регион, но и пошироко, во случај на комплексни операции за спасување каде брзината и квалитетот на укажаната помош се од клучно значење за спасување на човечки животи, велат од Планинската спасителна служба. Опремата е набавена во рамки на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам, финансиран од Европската унија во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија. Продолжуваат акциските сообраќајни контроли на територијата на СВР Охрид. Вчера при сообраќајни контроли извршени во периодот од 13 до 18 часот, полициските службеници во Охрид затекнале 22 возачи кои управувале моторно возило со брзина поголема од дозволената, 14 надвор од населено место и 8 во населено место. При извршените контроли во Кичево, 19 возачи биле собрени и санкционирани поради надминување на дозволената брзина во населено место. Горивата од ноќеска на полнет поскапуваат за 1,5 денари за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,9%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 84 денари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 86 евро, дизелот за 75,5 денари за литар.
Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1 денар за литар и сега ќе чини 74,5 денари. Со одлуката на регулатор на малопродажната цена на мазотот се зголемува за 1,2 денари за килограм и сега ќе изнесува 48,2 денари. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од регулаторната комисија ги посочуваат зголемените референтни цени на нафтените деривати на светскиот пазар во изминатите 7 дена, како и повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Следуваат вестите од светот. Белорускиот министер за надворешни работи Владимир Макеј ги поздрави делегациите на Украина и Русија на разговорите, уверувајќи ги делегатите дека треба да се чувствуваат целосно безбедно. Драги пријатели, председателот на Белорусија ме замоли да ви посакам добре дојди и да обезбедам се за вашата работа како што е договорено со председателот Зеленски и председателот Путин. Овде можете да се чувствувате сосем безбедно. Преговорите помеѓу Русија и Украина се во тек во Белорусија, но единствената локација објавена е дека тие се наоѓаат на брегот на реката Припјат во регионот Гомел во Белорусија. Според агенцијата Union, во украинската делегација се лидерот на партијата Слуга на народот Давид Арахамија, министерот за одбрана Алексеј Резников, советникот на шефот на кабинетот на председателот Михаил Подолјак, шефот на украинската делегација во трилатералната контакт група Андреј Костин, пратеникот Рустем Умеров и заменик министерот за надворешни работи Николај Тоцицки. Се нагласува дека клучна тема на преговорите ќе биде итен прекин на огнот и повлекување на руските војници од територијата на Украина. Советот за безбедност на Обединетите нации за денес свика итно вонредно заседание на Генералното собрание на кое сите земји членки на светската организација може да се изјаснат за руската инвазија врз Украина. Резолуцијата која беше предложена од САД и Албанија синоќа е усвоена од 11 земји. Русија гласала против, а Кина, Индија и Обединетите арапски емирати биле воздржани. Вето не било можно според важечките прописи на ООН кога станува збор за таковите резолуција. Врз основа на процедурата востановена во 1950 година наречена Обединување за одржување на мирот, усвоената резолуција не може да биде предмет на вето од постојаните членки на Советот за безбедност. Се очекува вонредната седница да трае најмалку 1 ден. Портпаролката на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци на Твитер објави дека 422.000 луѓе избегали од Украина во соседните земји. УНХЦР оцени дека луѓето што ја напуштаат земјата се бегалци. Повеќе од 100.000 луѓе сега се раселени во Украина, соопшти агенцијата, додавајќи дека според некои од извештаите луѓето не успеваат да се качат во преполните возови кои би ги извлекле од Украина. Источниот брег на Австралија од пред една недела е изложен на големо невреме, непрекинат обилен дожд и поплави, при што досега смртно настрадале најмалку 8 луѓе. Градот Лисмор во сојузната држава Нов Јужен Велс ги доживеа најкатастрофалните поплави во својата историја. Во рок од 24 часа во областа наврнале повеќе од 400 мм дожд, откако браната кај градот попуштила, побарано е 43.000 жители да ги напуштат своите домови. Против пожарните и службите за помош не можеле да излезат на крај со бројните повици од граѓаните, па градоначалникот Стив Кинг упатувал повици преку социјалните мрежи да им се помогне на луѓето заглавени на покривите на домовите. Метеоролошката служба на Австралија поради силното невреме и интензивните врнежи од дожд предупреди од животно опасни надојдувања на водата во големи делови од брегот. Побарано е во домовите да останат милион жители. Поради поплавите во Квинсленд затворени се 1000 училишта, а по повеќе годишната суша и пожарите предизвикани од промените на климата во источниот дел на Австралија, временскиот феномен Ла Ниња донесе невообичаено влажно лето. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.